Благодарам. Ова е подсетување дека на документ имаме и устав, имаме и деловници, имаме и прирачници, како треба да се однесува. Размислувајќи како да почнав, впрочем и не се подготвував многу што треба да кажам. Прво ќе употребам 3 збора. Жално, трагикомично и страв, почитуван технички премиер. Страв од кого? Од една жена, еврејка, која ни покажа како се сака својата држава. Впрочем, еврејка која покажа дека има по-силни чувства од многу македонци. И што беше причината и зошто го правите ова? Од што толку страв? Почитувана јавност. Рашела Мизрахи ја разрешуваат според нивни причини, според причините на почитуваниот премиер, затоа што одржала пресконференција пред табла на која пишувало Република Македонија. Табла која има поставено претходната влада, како што чувме сега од претходните колеги, од СОЗР, од службите за општествени работи, која ја користела и претходната министерка Мила Царовска. Апсолутно, значи никаква грешка. Застанала таму каде што тоа се користило со години. Меѓутоа, ке суди јавноста, ке суди историјата. Она што сакам да ви го кажам е следното. Прво, пред до вас да се обратам и да кажам вистинската причина зошто и се прави на Рашела ова. Не е таблата, не е Република Македонија. Сега слушаме дека огромен број на министри, директори на позиции си се однесуваат така како што сакат. Сведоци сме во општеството и во државата дека има милион прекршувања. Почитувана Рашела Мизрахи, министер за труд и социјална политика, ви благодарам што ни покажавте лекција како е да се сака сопствената држава. Почитувана министер Рашела Мизрахи, вие оваа вечер сама ги победите Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција. Почитувана Рашела Мизрахи, вие сте мојата хероина, хероината на сите македонци од Егејска Македонија. Вие сте новата Мирка Гинова. Почитувана, околу паролата за соживот, сега ќе ви кажеме на работа на сите вас, и за намерата и лажниот патриотизам и лажниот соживот. Со сето ова што го правите кон Рашела, и подршката, и барем еден некој да се осудеше да му противречи на оние што пишува за незината етничка и верска определба, покажува дека вие само ви било парола дека сте за некој соживот, дека ги любите и едните и другите и така натаму, дека била политичка цел и политичка игра, политичка добивка. А со ова кажувате дека толку од вашиот соживот кон односот кон почитуваната Рашела Мизрахи. Нити еден не видов од вас во одбрана, почитувани мои колеги. Македонија, еден од големите гревови кои ги има во историјата е затоа што во текот на Втората светска војна немала фашистичко движење. Може би да имавме некој што ќе го водеше фашистичко движење и фашистичка партија. Може би полесно ќе поминувавме сега во овие периоди. Единствени во светот. И треба да бидеме горди. Од каде овие фашизоидни елементи изјави на вакви луѓе? И каде сте вие како политичка партија за соживот? Некој што толку ревностно сака да се бори и почитува и ги брани и пред се лицата со посебни потреби, каде што тамо толку многу се вложивме и донесуваме заедничка декларација пред Нова година. И им велиме да, вие ќе биете дел од структурата политичка. Во која политичка структура? И како понатаму? И уште една работа. Ви благодарам за оно што го потврдивте на оно што им го говорев на моите колеги. 5 години власт. Си кажа од кога е почитуваниот министер, партиципира 2 години како техничка влада и понатаму уште 3-3,5 години веќе власт. Значи, оно што ви го говорев е така.
Многу работи што ги говорив, за жал ки изгледа така како што ви велам. Меѓутоа на штета на сите нас и на вас. Сега само да ви кажам околу една работа, две изјави што ги даде почитуваната министерка, нема многу време, меѓутоа ќе се потрудам. Една изјава вели вака Апасиев. Рашела не ја разрешуваат заради Северна, туку и ги откри сите злоупотреби на пресветата царовска мила. Туку има еден друг збор, некем да го употребам, затоа реков злоупотреби. Таа во една нејзина изјава, пресконференција, кажува за злоупотреба при работата со економскиот социјален совет. Значи, колку е дрска работата, ние сега не зборуваме дали некој се сликал пред една табла, дали пишувала Македонија или не знам, Грција. Зборуваме за злоупотреба, за прекршување на закони. И ова Рашела Мизрахи го констатира. Тука е стравот. Дека Мила Царовска, ликот, новиот предвесник, новиот председател на Социјалдемократскиот сојуз, новиот премиер, кој буквално ја форсиравте, ја штитите. Не може да ја штитите, има многу грешки. Сега ќе ви прочитам уште некои работи што таа ги има направена, токму тоа е вистината зошто го правите ова. Штитејќи ја Мила Царовска. Мизрахи вели вака: ќе се формира комисија која ќе направи ревизија на сработените работи и ќе ги утврди сите неправилности кои се направени изминатиот период. Сиромаштијата во Македонија секојдневно вртоглаво расте. Сликата која ја гледаме низ македонските улици е реалноста која ја живеат граѓаните на оваа држава. Деца питачи, злоупотреба на детската заштита, руинирани градинки, злоупотреба на социјалната помош, хаос во домашната нега, мобинг во јавната администрација. Тоа е фактичката состојба за живот во Македонија. Нема економска година и прав пат, како што ветија, но има лицемерни тендери 2 дена пред техничката влада и партиски вработување. Но ова мора да му се стави крај. Од тоа се плашите. Министерствата се на граѓаните, а не на партиските центри. Од овој момент натаму празните зборови се минато. Јас не можам да направам промена на светот за 3 месеци, вели таа, но ќе се потрудам оно што е мој домен да не наликува на изминатите 3 години. Имам сознание дека се заглавени дури 8500 предмети за нега на трето лице, меѓу народот позната како туѓа нега. На овој проблем посебно ќе се ангажирам. Периодот нашите информации велат дека постојат сомневање за злоупотреби и неосновано одземање на истата од граѓаните на кои им е најмногу потребно. На таквите поплаки и реакции мора да се одговори. Ќе биде темелно прочешлено на кој начин и како се дадени согласностите за нега на трето лице, но и на кој начин се одземени и не се доделувани овие права. 8500 заглавени предмети укажува на тоа дека системот не функцира, дека има луѓе на кои им е потребна помош во овој момент, а не ја добиваат. Во јавноста се прави и манипулација со опфатот на деца во предучилишно образование. Беше кажано дека 50% ќе се зголеми опфатот на деца од предучилишно образование, а пред некој ден беше изнесено дека и дури и 100% зголемување на таа иста бројка. Не само што не стигна до 100%, туку реалните бројки се далеку помали. Од Министерството на проблеми, вели таа, мора да станеме Министерство за решенија и конечно би ве замолила идеолошките разлики мора да престанат да бидат причина за омрза и отцрнување. Да се престане со обиди за подбуцнување на граѓаните преку имагинарни проблеми, имаме реални проблеми за решавање. Тимот на ово Министерството се и секогаш ќе бидат граѓаните Република Македонија. Од тоа се плашите, почитувани мои присутни. Од тоа се плашите затоа што многу реално Рашела Мизрахи ги утврдила сите криминали во Министерството за труд и социјална политика. Ова што се случува е 48-та. Меѓутоа нема да ви помине. Со ова, јас само можам да ви заблагодарам, затоа што направивте уште еден херој. Македонија доби уште еден херој. Со ова се гледа дека вие се плашите од ВМРО ДПМНЕ и не ме чуди доколку не се побара смена и на друг министер, додека не се почнат и апсења и така натаму. Меѓутоа, на ова ќе му се стави крај на 12 степен. Покажуваат и анкетите, покажува и расположението на луѓето. Доста е од ова власт. Оно што го ветувавте, јас го кажав сега. За соживотот и желбата за соживот, далеко сте од тоа. Со ова покажувате дека Рашела Мизрахи, единствената еврејка која дојде тука и сака да помогне на Република Македонија, вие оцрнувате. Дали сте свесни дека со тоа ги загрозувате и односите со Република Израел? Дали сте свесни што правите во тој правец?
од една толкова соработка со таа држава ќе дојдеме до степен да ги нарушиме нашите меѓународни односи. Благодарам. Реплика, пратеничко